Фала, се слушаме, претпоставам. Само како појаснување зашто не пијам. Сакав цела презентација да биде поврзана со филмот Airplane, како што и насловот и сабтајтлот на презентацијата. I have a drinking problem. Ама тоа ќе биде единствената финта што ќе направам денес. Така. Добро. Океј, убаво ме представи Стојан, нема да се представам премногу. Се викам Никола, ме викаат повеќето Њук. Као прекар работам TypeScript, JavaScript некое време. И ова е фреймворк кој што го имам најдено, тоест ми го има другар препорачано и имам многу малку гребната површината, така да нема да идеме многу дубина, ќе збориме за како ефект ги фаќа ерорите во compile time. Добро. Океј. Значи, ај прво да појасниме кај е проблемот со JavaScript, TypeScript. Имаме функција што прави fetch, или како до некој API, и практично што и да правиме, ние TypeScript нема да ни даде некаков ерор што можеме некако да го очекуваме. Може да има многу случаи кај што ставаме кейсови и така натака, ама практично ако го рануваме овој код тука, нема да добиеме баш многу информации. Например, имаме сега добар одговор од ова API, ама е, например, да искористиме неколку илјади. Да. Само кажете. Во едитор може и вака да отидеме, да зумирам уште еднаш. Вака е окей? Добро, чекайте сега и тука може би било подобро и тука. Добро. Океј, го севнавме ова. Ево пробаме пак. И го добиваме ова. И ние во compile time немаме начин добар, модуларен, како да земеме и да го покриеме ова. И сега, момент, ова може да си иде. Надржаме да го користиме. Добро. Океј, значи го имаме тоа. И џабе ни е и троот и кетчот кога ни враќаат unknown. И сега го имаме ефект. Ефект практично ти дава можност да кажеш точно што ќе се случува при успех, да имаш унија на сите можни ерори што сакаш да ги хендлаш, и requirements, ќе збориме после за requirements. Добро, и сега, океј, мојавето е, можеме да имаме вакви работи кога креираме ефект. Да ги видиме во код. Можеме да вратиме ова. Вака. Можеме да уклучиме ова. Добро. Можеме да имаме статични success, статични фейлови. Така. Може да ги рануваме овие ствари. И сега имаме ствари како
try, каде што ќе каже дека е unknown exception, пошто не ни е дефиниран. Може да имаме работи како да преведеме промиси од JavaScript во ефект, каде што delay ќе биде ефект од промис. И се ова е битен дел, како функции, ефекти се lazy во смислата на едно место ги дефинираме, а на друго место ги рануваме. Тоа значи дека аналогијата што спомнуваат многу често е кога дефинираш ефект, тоа е повеќе како рецепт, а кога го рануваш е кога го готвиш. Добро, сега, да видиме кај сме. Океј, сега, ефект има различни методи. RunSync е ако сакаме sync код да рануваме, и ќе ни врати веднаш, нели, оно ќе ни врати вредноста што е со RunSync. И можеме runPromise, кај што на пример го дефиниравме овој delayed, го преведовме промисот во ефект. Може да го рануваме тука и она ќе ни врати runPromise, ќе го врати ефектот во промис. Ова е исто за fail варијантата, кај што ефект е fail. И може да го рануваме, па после ќе збориме за ствари. Океј, значи sync стварите ги врати одма и промисите, заради тоа што се со, ако не се лажам, една секунда, кај беше success, sync. Кај што беше delayed една секунда, го рануваше после една секунда. Добро, значи, океј, вака се, ова е сигнечерот на ефектот, кој што спомнавме, ги тракира сите ствари како типови, ефектите се lazy, мораш да ги повикаш, има најразлични ефекти, мислам ефектот што може да врати, success, fail, sync, ќе збориме после за тоа, и за sync код има runSync метод, и за async код има runPromise метод. И сега да се навратиме како би изгледало ефект со примерот што го имавме на од првиот пример. Океј, значи прво што може да направиме, можеме да дефинираме видови ерори што ќе ги очекуваме. Затоа што генерално нас тоа што ни е битно е да ги дефинираме ерорите кои што ќе можеме да ги хендламе, што ќе можеме да направиме нешто во врска со тоа, не е само да крашне целата апликација. И зашто ова е cool? Заради тоа што можеме после тоа во логови кои би имале некој вид на ерор, многу полесно ќе може да тракуваме и евентуално ако веќе има баг што би требало да бил покриен, да го хендламе многу полесно. Добро, океј. Значи ова се ерорите дефинирани. Тука овој fetch веќе фаќа заради ово, мислам, добро, веќе сигнечерот е покриен тука, ама овој network error би требало TypeScript да го фати и во signature да го остави. Така да ова може ја провериме, може би сум грешка. Би требало, ако тргнеме овој signature, fetch сепак да враќа што би бил респонсот тука и што би бил еророт. Океј. Сега.
На која линија? Tag there. Океј. Ова практично е синтактички шекер. Tag there е класа кај што ова што го ставаме тука ќе биде underscore tag во класата како pro. Тоест како атрибут. Значи може без extends, нели, дата, ако го тргнеме на пример avoidal, така практично да имаме нешто како tag и што и да беше тоа. Зашто е тоа згодно? За после тоа кога би ги мечувале ерорите, за да знаеме како да ги хендламе, можеме да ги наоѓаме според овој tag внатре. И се under the hood има ствари, исто така не спомнав можеби, јас само површината на ова нешто го ја загребав и како што еден драг пријател еднаш има кажано, знаењето потребно ако е сфера, јас тропнав само на сферата и видов огромно нешто внатре, така да under the hood немам поима повеќе од ова што се дешава, ама it's a good start, да речеме. Океј, и до кај стигнавме сега. Значи вака. За fetch URL знаеме дека ќе врати ова. За ensure OK, затоа што практично го конструираме од првиот пример ова нешто, така. Практично сакаме да фечуваме и сакаме да го вратиме тоа што го фечуваме тука. Океј, значи знаеме URL-то дека ќе ни врати со fetch некоја информација. Сакаме да видиме тоа што ни го враќа дали е респонсот окей или не. Значи тука. После тоа сакаме да го испарсираме, очекуваме JSON да ни врати API-то и овие ствари после тоа ги компонираме во нешто вакво. Сега прво нешто, кој знае за generator functions? Океј, fair enough. Ама тоа беше 1/3. Generator functions Океј. Ајде се. Добре. Океј. Изгуби сигнал. Значи функција која што практично враќа iterable. Некоја смисла е као можеш функцијата да ја користиш да се понаша како array. Најкратко кажам. Мислам, има intricacies, има повеќе детали во тоа, ама ајде да рече. Сега, интересното нешто со ефект е, може би требаше кој интро да го кажам, е доколку ти е смачено од JavaScript и TypeScript да куцаш и сакаш да куцаш нешто како Scala или Rust, ама не кеш да го смениш јазикот, и ефект валјда ти е најблиску нешто што можеш да го направиш, затоа што генерално е му го витка глуждот на TypeScript за да се понаша како што сака ефект да се понаша type системот, и алатките што се во JavaScript, TypeScript, ги менува на некој начин за да постигне нешто. Океј. Сега за синтакса generator function во нашиот случај ствариве што се за да скратиме, за да не збориме многу за under the hood имплементација. Yield звезда практично е како да пишеш у нормален TypeScript, JavaScript код await. Практично он ќе го земе ефектот и на некој начин ќе го резолвне. За редоследот и кога би пукнал ерор, подоцна ќе збориме. Ама практично тука што се дешава, го зема респонсот со fetch URL, океј респонсот проверува нели дали е
дали е 200, го парсира и го враќа. И са има моменти кај што доколку не го врати името на юзерот, ќе врати еден фейл, ама овие исто така си имаат своји ерори дефинирано, нели ова е network еророт, во ensure е HTTP еророт, нели ако не врати 200, парс еророт за JSON и практично ако го земеме fetch user, ги имаме како унија сите овие ерори покриено. И се, зашто е ова битно? Затоа што после тоа кога би го земале ова, да, точно. Кога би го земале ова, ние би сакале сите овие работи тука, кога ќе се рануваат, да бидат резултатот string never. Вториот never не е битен, у смисла на тоа дека доколку го тргнеме еве user not found еророт или некој еве од претходниве пошто добро, у нашиот случај ретурнот ќе се буни, ама има моменти кај што би пишувало тука дека не е never, string never, туку е еророт што ни фали, затоа што не е екзостив. Он вика тука дека му фали JSON parser, тој што го тргнав. Добро, може така, он ќе го врати ко string. Да, не знам, може би ако дефолтот го тргнеме, што ќе се деси, ама ајде да рече. Ево ќе го. Добро, има string undefined, заради тоа што не е покриено. И да, сега малце we broke it. Океј. Ама генерално тоа е поентата, кај што доколку во дефиницијата на овој fetch user покажа дека ќе врати некакви ерори, ние би требало подоцна да ги покриеме со овој случај effect match. И сега ќе рипнеме неколку ствари за композиција која што е pipe, ама практично да речеме дека има два начина, после ги спомињаме, два начина за компонирање. Едниот е со generator functions, другиот е purely functional со pipe, кај што ги пайпаме резултатите натака. Добро. Океј. Ај сега пробаме да рануваме ово. Да видиме што ќе се случи. Океј. Значи го враќа за валиден юзер и враќа 404 за ова нешто. И вика дека е HTTP error, пошто не е 200 вратен. Добро. Океј. Од овој пример, тоа што прашавте што значи tagged error, е takeaway, како се декларираат, кои се return стварите, дека ерори ќе бидат во union автоматски, кај што видовме тука. Исто така има други методи, после ќе спомнеме. Компайлерот не тера да ги покриеме сите ерори што се дефинирани и знаеме што точно фела. Нема да го имаме целиот JavaScript stack trace и да се чудиме од кај потекнува. Океј. Да идеме. Да? На 6-та?
Окей. Ку само враќа, секој ще врати непотера, без разлика кој е, што сте ти, кој е радол, народ да му пратиш вместо кој го реал стрим. Не знам нешто. Да, во примеров да. Не, ќе ни врати network error практично. Точно, да, ама ние можеме да имаме валидатор за тоа, кај што можеме врз ова да го ставиме, така прво да го извалидира URL-то дали е URL, така. После тоа, така да не е единственото нешто што тука, на пример, тука исто така не можеме да направиме мечер, така, кај што ако паѓа на валидација ќе враќа validation error, ако паѓа на network ќе враќа network error. Тука. Но после имаме за валидатори ќе спопа. Добро. Може прашање. Ако може Да, прашање. да, не е Така, ерорите, се слушале вај? Кај ерорите, таговите се унија од literal strings и затоа switch case-от мора да ги комплетира. Подале мислам дека беше. Каде ще таму кај што се расчленува. Окей. Кој е типот на тагот? Ова е string, ама на тагот. Унија од literal strings, да. Да. Ова е многу добро. Еророт, самиот ерор е унија на класите, ама ние ги мечуваме според тагот. Са, under the hood има за еднаквост ствари, така не сакаме две класи да имаат ист таг, така натака, ама не навлегувам по многу во тоа, не ни навлегов, така I'm keeping it light. Окей. Окей, ги имаме ерори, преку ерори, ајде да видиме што може да направиме за, нели, да се опоравиме од доколку има некаков ерор во програмата што го очекуваме, што не е паник или у JavaScript као се вика ерор, што е unrecoverable. I guess. Окей. Добро, сега, например, дефинираме нови ерори. DB error, not found error, validation error. Пробуваме да... Немаше други функции? Добро. Викаме окей. Ќе земеме и ќе направиме валидација тука, доколку е ID-то што го бараме во get user помало од 0, дека мора да е позитив. Ако е 0, ќе речеме дека е DB error, дека не наоѓа во user табелата 0, и ако е над 100, ќе речеме дека не се наоѓа тој user. Okay. Значи ова практично мокираме се use case некаков. И би враќало Алис и Роја и така натака. Океј. Ај може да го рануваме прво, да видиме што се дешава. Ова е четврка. Пак не верувам дека со сплит скрин ќе се деси нешто. Ама да речеме има различен начин за кечување на ерори, така. Има catch-all, catch tag, catch tags и either. Ајде да видиме за catch-all што би се случило. За catch-all практично ова што прави, било кој ерор што би пристигнал, било кој дефиниран ерор што би пристигнал, ние ќе речеме окей, како fallback юзерот не го наоѓаме, викаме дека ролјата е guest и тоа е тоа. Така. Во смисла како без разлика дали е DB error, not found или validation,
ние ќе го хендламе на начин на кај што ако има ерор, враќаме го. Не е баш најкорисно, ама постои така, да ќе чуваме целата унија на ерори што се дефинирани во TF-от. Да, I guess. Океј. Со catch tag, тоа што правиме практично, викаме дека ако е not found, во горе кај што го имавме дефинирано тука, викаме ако е not found да ми вратиш друг дефолт што не е овој ствари не имавме дефолт во ефектот. Така да викаме епа за catch all, за catch tag, ако фрли ефектот, го фрли овој ерор, така викаме дека врати success и врати некаков ерор. Практично тоа со catch tag е о. За ID 299 го добиваме name unknown, error ID I guess е овој ID, не знам искрено зашто, ама тоа е тоа. Така. Океј, значи тој дел не е покриен. Сега, можеби сакаме повеќе тагови да фаќаме наеднаш и еве да речеме за негативен број, што најверојатно ќе го на validation ќе отиде. Викаме фати ги таговите и ги имаме вака. Сега, во овој пример со catch tags ние стринговите не ги фаќаме таговите, можеме самите класи да ги дадеме и он ќе си ги фати. И сега во овој случај е not found и validation error. Со catch tags и го имаме invalid ID must be positive. Во овој случај, ама исто така ако го направиме ова 999, така, го рануваме пак, catch tags ќе се смени во о. Така да ги покриваме двата случаи со catch tags. Така. Терминал? Нагоре? Да. За тука? Да. Да, тоа зборев. Дека не мораш тагот да го користиш, можеш класата да ја користиш. Добро. И сега, ова е малце интересно, ми дае малку главоболка. Овој either метод е многу интересен, заради тоа што either под either има either is left и is right, што е семантички чудно заради тоа што is left е во signature-от десната страна. Некој go муабет кај што прво еророт па или тоа беше класичен нод. Прво еророт па резултатот го дава, демек is right од десна страна ќе биде successот или the right answer, is left или sinistra или express беше, да. Вајда, да, ако го преврта мониторот, тоа е тоа. I guess. Да. И со either можеме да мечуваме така, као да го земеме резултатот и да го земеме еророт. И во тој случај со is either го добиваме not found еророт, а со is right. Да, уствари го имам резултатот. I guess. Океј,
И сега, ајде да речеме малце по нешто што би имало смисла со хендлање е го имаме следниот ефект. Викаме дека да речеме дека ќе проба 3 пати и првите 3 пати ќе фела, ќе аутофелова, затоа го викаме флейки или овој ефект. И после тоа ќе успее да го врати резултатот на нешто, така. И окей. Викаме, окей, ај пробај 2 пати. Да, ќе проба. Ќе пробај 2 пати и дали ако продолжи да фейла, нели над овие retries, фати го double error, е овој што го враќа цело време, и пише дека се има откажа. И сега во тука викаме, пошто се обидува 3 пати, така, за retry, има еден обид и 2 retries, као успева, ама е да речеме дека attempts ќе повеќе ќе враќа 5 пати double error, тоа се 5, не знам, network calls whatever. Така. Во тој случај ќе се откаже ретрајот. Така внатре во ефект, пошто е фреймворк е као full on battery included, не само што ги има error handling ствариве, има ствари како што се retry, има експоненцијален и логаритмски retry, има еден куп ствари као schemas за валидација / за type checking и така натака. Океј. И сега од овој пример, како сме со време дар? Да убрзам? Добро. Океј, catch-all, кај што фаќа све, можеме да фаќаме еден таг, можеме листа на тагови, можеме мануелно да ги бренчаме со ефект айдер, можеме retries да користиме и така. Type системот би требало да ги фати сите овие работи пред runtime. Добро, окей. Сега, error accumulation. Некогаш ќе сакаме на првиот фейл да падне апликацијата или да фейлне ефектот. Некогаш би сакале во случаја со валидација да ги провери сите можни случаи за после тоа да ги врати ерорите. Има и други комбинации, ама е да почнеме со тоа. И сега, што имаме тука? Да речеме дека постои нешто што е field error, ова е типот, практично ова е у нашиот случај имплементацијата и сега е да речем, кога валидирам име, не може името да биде помало од 2 букви. Така. Email, сега ова нели рудиментари мора да има age мора да биде над 18 и пасвордот мора да биде должината над 8. Така. И сега со short circuit, што е дефолтот, тоа ќе фейлне баш на name. Значи, ако му пратиме нешто со помалку од 2 карактери, ќе фейлне тука и ова ќе го врати одма еророт. И уствари можеме примера да го видиме тоа. Океј. Добро. Добро. Океј. Значи, тука фела и тоа е тоа. Така. И сега, може да го викнеме ефект all, да му ја даеме листата на сите овие. И сега, ова практично да, не е со generators, ама ете, ако сакаме валидација да провериме, ова ќе врати, пошто е со
validate mode, не ги провери сите модови, тука има effect all, има подолу, ако не се лажам, имаш уште, ама validate all има и ваков, ама и има уште два методи, ама да речеме за овој, тоа што ни враќа со effect all и mode validate, ќе ни ги врати сите можни failures. Сега ќе се вратиме. Така, ни ги враќа full on failures со cause, со се, значи не се само таговите. А со validate all, тоа што се случува, кога го викаме ова validate all, тоа што ќе врати се сите failures вака. Ама ќе ги врати само failures. И со ефект partition практично ги враќа success и failures заедно. И сега финтата со секој си има различен use case, така како при валидација можеби сакаме да ни ги врати само грешките, така или само имињата на грешките. Например со partition можеби имаме некој data ingestion и не ќеме се успешните работи да ни фейлнат, сакаме успешните да си тераат далje, ама да знаеме можеби за ретра или за нешто друго, да имаме некаков paper trail за што се случува. Така. Добро, ова се имплементациите и така. Значи, тоа е takeaway од овој пример. Ние дека можеме, дефолтот е дека на првиот фейл ќе врати ефектот error, со effect all со модот validate ќе ги врати сите грешки full, мислам, сите објекти цели, со validate all ги акумулира ерорите и ги враќа, а со partition ги дели во successes и во failures. Шеска. Тоа што е битно е дека зборевме до сега за errors, а што би биле грешки што не ги очекуваме или не ги немаме дефинирано. Тука се викаат дефекти. И дефекти се нешта кај што практично ќе крешне целата апликација и би требало заради тоа што е unrecoverable по дефиниција, мислам, доколку така го имаме направено. И сега го имаме следниот пример. Имаме input error дефиниран за дали може да се и викаме ако е 0 делителот, врати го овој error. Така, ако не, врати success. Ова е чисто тука ставено како не го користиме во кодот, ама вака би изгледало кај што ние статички викаме окей, тука ќе се деси паник, така и ќе крешне апликацијата. А ова не е случај кај што имаме ерор кој што не ни е дефиниран и овој би бил исто така грешка која што не ни е тракирана. Добро, окей, ајде да пробаме шеска да уклучиме, па окей. Добро. Ајде да го најдеме со catchable делот. Окей. Добро, викаме окей, дели со 0. Ако има input error, врати го дека е handled. И врати ја грешката. Еве го тука. Сега, ова, тука што се случува е дека кога го користиме catch all, кога го спомнавме,
Ова тука што ќе се деси е дека со catch all ние ги фаќаме само дефинираните ерори. Доколку има дефект, нема да биде фатен и исхендлен тука. И за тоа, овој упс што не ни беше дефиниран, овој throw new error, ние го добиваме вака. Еса, што може да направиме за такви случаи? Го имаме catch all cause. Практично, catch all cause може да кечне и дефинирани ерори и дефекти. И викаме, окей, ако е дефект, фати го и recover направи вака. Има валјда различни use case, може би сакаме да имаме некој дефолт вид на recovery и тоа би било ова. И тоа со catch all cause би изгледало вака. Го фаќа недефинираниот ерор и после тоа доле прави recovery. Еса, понекогаш сакаме обратно, од ерор да направиме дефект у транслација, тоа би било вака. Тоа значи дека без разлика, нели, дали не е дефиниран, викаме, ако се деси овој случај, тогаш дефектот, еророт ќе стане дефект и ќе крешне. И последниот use case е каде што, да, добро, можеме ова тука да го да го направиме делењето валјда вака и он ќе крешне како нели, како дефект. Добро. И последниот use case ние кај што ги фаќаме catch all defects, ги фаќа сите ерори и дефекти. И да, валјда тоа е овој дел. Каде што ги уствари не беше за ова. Дефект го претвара во ерор. Ерор во дефект го земавме како пример и дефект го претвара во ерор. Catch all defect и претвори го во unexpected error. Што ако не се лажа мислам дека е рако. Тука сме го дефинирали одман горе. Океј, значи имаме начин каде што имаме разликување на што се ерори и што се дефекти, можеме да ги смениме во кои се ерори, кои се дефекти, од ерори во дефекти и обратно. Имаме статичен начин за пеник и тоа е тоа. Океј. Има два начини за создавање, компонирање ефекти. Едниот е функционалниот, другиот е што го видовме со generator functions. Тој со pipe ја имаш почетната вредност и после идеме дале, петката ја множиме, ја враќава десетка
десетката и даваме 13 и го враќаме резултатот. Океј, значи имаме pipe како метод. У овој случај исто така има начин кај што резултатот од овој ефект не мора да го ставиме напред во pipe, туку effects.succeed.pipe може да користиме и он го зима овој резултат од ефект succeed и го тера дале. И овој случај 27 ќе го помножи со 2 и ќе врати doubled ќе биде 42. Тука ако приметивте користиме ефект map, кај што он мапира нели ефект, ама постои уште еден метод што е ефект flat map, што е валјда self-explanatory. Доколку имаме вгнездени ефекти, он прави flat map на нив. Така да ги зима сите, не го зима само првиот слој на ефекти. Од други методи исто така имаме tab, кај што tab практично е да речеме дека го байпасува резултатот од претходниот резултат што го добива како резултат и го враќа истиот како резултат. Практично е, ствари има tab у JavaScript. Има и тука со ефекти. Океј. Горе ке map, Каде? уште најгоре. Тука кај имаш ефект map, Да. например, место n пута 2 направиш некаков ефект што може да направи грешка, ќе ти го врати тоа, ќе ти го каже тоа како type error. Тука сакаме да вратим Например, ваќаш ефект fail fail порака така. Да. вака? Да. Да го ретрнаме овој ефект? Па да, го ретрниш. Добро. Чекај малце нешто се вако, ама да, не се жали веќе. Тука малце уништија поентата на flat map. Зашто би требало да постои? Затоа што flat map, значи овој try promise е response unknown exception, така? Внатре, добро, овој е лош пример, баш овој, flat map, try promise, flat map, try promise. Океј, за flat map самиот пример мислам дека целиот ми е лош. Практично, на крајот од денот што треба да се деси е доколку ние имаме во овој try promise, доколку имаме, кај е дефиниран? Try promise. Fetch кај е дефиниран. Fetch не е дефиниран пошто вака. Лош пример е ова за flat map. Ама практично тоа што треба да се деси е дека доколку имаме вгнездени ефекти внатре, он ќе врати унија на сите можни ерори што би можел да ги врати, за да може да ги покриеме. Тоа што обично се случува дека имаш map и после сваќаш дека немаш со map, него ти треба грешката да извадиш од внатре, да. Ама мислев дека, не беше ни горе примерот, тоа што сакав да го видам точен така. Знам, лош е примеров. Треба малце се проработи. При крај веќе убрзав и тоа е тоа. Океј. Добро, имаме за tab пример. За ефектол комбинациите се дека ова е слично на промисол, да речеме со тоа што он ќе ги врати сите резултати и пошто сите се овие success, ќе ги врати само never. И сега, например, ова го имаме како ефект all како листа, ама можеме да го имаме исто така ефект all и како named
резултати да ни враќа, така, ќе ни врати објект со резултатите. Тоа е. Од Оке, имаме, еве, да речеме дека го имаме од база, во база ни стоат овие, така. Кој ствари ќе рануваме силница, па ќе добро. Ова беше примерот Session Beers. Да рекаже ако се задржам премногу. Добро. Океј. Ова е за plain pipe, што ќе врати 13-ка. И чеки. Не, горе е ваква. Еве го pipeline example. Океј. Ќе филтрираме пива кои што имаат испод 5%. Овој тап внатре ќе ни каже ќе ни каже колку се најдени, нели, како тап, и тоа е практично овој конзол-лог. И океј, викаме тој резултат, овој тап, нели ваква, ова е резултатот што го добиваме од филтер. Врати ги резултатите како string и поврзи ги. И практично за Session Beers тоа се овие две. Океј. Значи го имаме Session Beers, го рануваме и тоа е едниот пример. Со generators изгледа малку, мислам, практично истата ствар, само што малку е различното е дека за doubled, Господ знае зашто е со doubled. Ама со pipe го имаме валјда погоре, pipe style, нели, го имаме map, flat map, од некоја причина, и добиваме 20 за ова, како generator ги дефинираме, нели, како што кажавме, ова мотен е await на ефект. За да добиеме резултатот, што во овој случај е статички. 10 го дуплираме и ова е некој error check, доколку ставиме тука помалце од ваква, например, во случај да е 5, тоа ќе биде ваква. Fiber failure, интересно, нема да збориме за fibers, ама underlying, тоа е нештото од кое што се создаден ефект. Тоа, значи практично piping composition, муаветот е дека можеме или функционално да го фураме, или да ги компонираме сите овие работи, ефекти, а можеме и као generator functions. И има и 9, ама ќе стигнеме до 8 слайд и ќе завршуваме. Добро. Искрено, ова не е за ерори и мене ова ми беше интересниот дел. Ама веќе кажав дека ќе биде за ерори. Значи, откако Microsoft се откажа од TS-Range, плачев за некој вид на по-добро, помалку хаотично структурирање на код, и ова е тоа што додека копкав ми фати очи. Context services, тие ствари.
практично ова е кај што имавме дефинирани ефекти. На пример, да најдеме некој. Овој Девре, не можам сега да најдам некој поубаво дефиниран ефект, ќе се вратиме на тројка. Валја тука има. Така, овој fetch user има user како резултат што ќе врати, унија на еден куп ерори и ова третото never, тоа е dependency. И практично ние тука можеме да дефинираме за да дефинираме сервиси кои што ќе бидат dependency подоцна за ефекти. И доброто е тоа што можеме да дефинираме ние некој dependency као прво да го дефинираме, да речеме, интерфейсот, така. А можеме да имаме различни имплементации. И тука е оној добар дел кај што малце те тера да го правиш кодот да може да биде полесно, да може да се тестира, полесно може да се смени имплементација, те тера да некако да правиш, да ги абстрахираш стварите кај што полесно ќе можеш да ги склопиш подоцна или да замениш нешто. И за мене јакото во тоа е дека type системот ти вика, окей, као сега за сега ги имаш покриено овие dependencies и овие ти фалат. Кој на пример, не знам, нема да идеме низ цело, пошто мислам дека скоро саат време зборам. Чисто ноут, ова live keywordов што е на крај, тоа е практично имплементацијата, тоа е некој, не знам, консензус направен за луѓе што куцаат ефект, дека live ќе биде, нели, имплементацијата, а ова bir repository е практично, еве го ствари тука, како, нели, како класа, тоа ќе биде, нели, интерфейсот. Да, сега, например, го имаме овој live, така, и сега постојат сервиси, постојат layers, практично со layer тоа што може да се направи да склопиш повеќе сервиси, тоа да биде еден layer, можеш да направиш некој layer да зависи од друг layer или од сервиси од друг layer, така можеш интересно да ги склопиш стварите. Ама у нашиот случај ова UpLive сакаме да користиме во Get Sessions и на пример логерот ако го тргнеме, UpLive ќе се буни тука и ќе ни каже long story short дека ни фали логер. Генерално тоа. Има уште еден пример, можеби да го рануваме, мислам дека овој беше со Happy Pets и со плаќањето, ама мислам дека и доволно зборев. Дали има прашање? Поточно, кои се вашите прашања? Дали имаме уште прашања? Окей. Фала што... Ти лично преферираш оно со генераторите или со Pipe? Тоа со генераторите, заради тоа што последната работа користевме генератори многу и ми дојде така посвежо, генерално доколку тоа не беше случајот, би користел Pipe повеќе. Не знам, некако functional подобро ми изгледа. Дали имаме уште прашања? Ве молам еден аплауз за Никола тогаш. Хвала за трпението.